Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството го распиша повикот за искористување на средства од ИПАРД програмата за оваа година. Земјоделците ќе може да конкурираат по три основи. Циклусот на ИПАРД, предпристапната програма за помош на земјоделците од Европската унија, која што траеше до 2013 година, сега е продолжен, значи продолжува и понатаму, како што беше во 2014 и сега во 2015 веќе е излезен првиот оглас на 21 март и овој оглас, значи, повторно ги содржи трите мерки. Мерката 101, која се однесува за инвестиции во примарното производство, мерката 103, која се однесува за инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделските производи, и мерката 302, која е за диверзификација на руралниот развој. Значи, овие три мерки се застапени во огласот кој што ќе трае до 5 мај и земјоделците можат да пристапат, сите оние кои што се занимаваат со главните опфатени сектори за овој оглас ИПАРД, а тоа се, значи, секторите за лозарство и овоштарство, потоа за градинарско производство и одгледувачите на молзни крави, молзни овци, молзни кози, и исто така за подигање на бройлери, тоест капацитети за одгледување на бройлери. Посебните критериуми кои што се потребни може да ги дознаат во поконкретно информирање кај нас во Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Значи, потенцијални корисници на оваа помош, на овие грантови од ИПАРД програмата се семено земјоделско стопанство представувано од физичко лице, потоа физичко лице кое е евидентирано во единствениот регистар на земјоделски стопанства и како исто така и правните лица. Значи, мораме да напоменеме дека потребно е секој кој што ќе аплицира да биде по некој основ да плаќа придонеси. Значи, земјоделството или да му е примарна дејност или како секундарна дејност, тоест да биде вработен на друго место, а како секундарна дејност да му е земјоделието. Значи, можат сите тие да аплицираат за остварување на оваа помош. Инаку барателите на средства од ИПАРД програмата ќе мораат да ги исполнуваат минималните национални стандарди за заштита на животната средина, јавното здравје, здравјето на животните и растенијата, благосостојба на животните. Финансиската помош ќе биде доделена само доколку инвестицијата е наменета да ги исполни стандардите на Европската унија на крајот на реализацијата на инвестиција.